Запознате ги двајцата талентирани млади уметници кои го живуваат филмот на еден поинаков начин. Заедно создадоа филм кој зборува со јазикот на новата генерација. Филмот ја обработува темата старост и старечки дом како институција. Се работи за старец, 80 годишен старец, кој што е всушност затворен во душа на дете се уште и си го живее животот по негови правила, слободно како што он си сака, меѓутоа во еден момент е однесен во старечки дом и таму доживува ситуации кои што се спротивни на неговиот претходен живот, односно институција каде што има ригидни правила. Генерално ми беше темата избор поради некои вистински настани, но исто така и како склоп од повеќе ситуации во едно, односно мои обзервации за некои ситуации, мои обзервации на луѓе, ситуации кои што сум ги доживела или кои што некои други ми ги раскажале и сето тоа било споено во едно. Секој сектор си има посебна работа, например со директорот на фотографија биравме кадри, кадриравме, одлучувавме како ќе се снима, со актерите го анализиравме карактерот. Со нив кога почнав да работам, некако ми го живеа карактерот што го имав замислено и уште повеќе ми помогна за да можам да го изрежирам сето тоа. Директорот на фотографија човекот најлесно кажа што е задолжен за камерата. Но всушност е многу покомплицирано и покомплексно од тоа. Тоа е, да речам, десната рака на режисерот. Тој е вклучен уште на самиот почеток на филмот. Барањето на локации, сценографија, костими, кадрирање, атмосфера, боја на светло придонесува за самата визија да се оствари на некој начин. Кадрот може многу да ја раскаже приказната. Мислам, некогаш нема многу зборување, нема ништо не се случува, ама нешто уствари има нешто. Значи има некоја атмосфера, има некој мут, некоја боја, нешто од тебе те допира внатрешно, а не знаеш што е. Па уствари тоа е фотографија. Што ние успеваме да ја креираме како директори на фотографија. За мене добар кадар е кадарот што е драматуршки поддржан од приказната. Не сум љубител на правење уметност без драматургија. Сакам самата фотографија да ја подкрепува драматургијата во филмот. Прилично многу си ја сакам работата, можам да кажам дека сум заљубен во професијата и никогаш не би сменил професија. Секој проект ми е и секој филм ми е како нова енергија, нова љубов, нови луѓе, нова нервоза, но секогаш тоа завршува со среќен крај.